Некад е познат како црвена полумесечина, а на нашите простори Црвен крст е име од меѓународен карактер. Ова организација постои во повеќе од 200 држави низ светот, а во Струмица ја имаме веќе многу години. Како организација опфаќаат многу подрачја од заедницата и несебично даваат помош онаму каде е најпотребна. Крводарување, справување во период со елементарни непогоди, асистенција во нега на стари лица и лица со попречености, обезбедување хуманитарни пакети, како и непречно спроведување на волонтерски пракси, се некои од клучните полиња во кои действуваат од оваа организација. Веде раководителот Лупчо Јанков вели дека волонтерството во Струмица, особено од страна на младите лица, зема се поголем замав. За наша среќа ќе кажам, младите ги има во Црвениот крст повеќе и повеќе од годините како доаѓаат. Значи, во моментот имаме најмалку 30 до 40 активни волонтери, додека членови имаме повеќе и волонтери кои што поретко доаѓаат да волонтираат во нашите активности. Сите млади волонтери ги регрутираме, така да кажеме. Тие сепак доаѓаат по нивна собствена волја или би кажал дека понекогаш и самите родители кога ќе видат дека нивните деца, нели што велиме да не лутаат така по улица, народно кажано, ги упатуваат своите деца да дојдат во Црвениот крст, добро, или во некоја друга хуманитарна организација, да волонтираат, да го исполнуваат своето време и секако да научат некои нови вешти. Младите волонтери најпрво се запознаваат со дисеминацијата, односно историјатот и работата на Црвениот крст. Потоа, преку посебни активности и програми се едуцираат и се обучуваат. Една од таквите програми Јанков информира дека е ПХВ програмата, чија цел е промоција на хуманите вредности. Прво, младите ги запознаваме со нашите принципи, со нашите активности, потоа тие самите, зависно од нивните можности, зависно од тоа колку се слободни, колку имаат слободно време и желба, се насочуваат према одредените активности. Значи имаме, би кажал, делење на хуманитарна помош, обука при катастрофи, кога беше пандемијата и тие има одредени активности при евиденција, потоа при собирање на хуманитарна помош имавме активности, денот на гладта или недела на солидарноста, при крводарителските акции. Значи, младите може да ги најдеме во сите сегменти од нашето работење и преку разни активности, како што е ПХВ програмата, односно таа се вика промоција на хумани вредности, изработуваат помали проекти со кои што им помагаат на заедницата, дали обновување на домаќинства, овие инклузивните настави или било какви други проекти со кои што помагаат во заедницата. Не постојат посебни критериуми за да се биде волонтер, вели Јанков. Единствениот така наречен услов е вистинската желба и внатрешен порив да се биде хуман и да се пружи помош на другите кога им е најпотребно. Најмладиот волонтер во Струмичкиот Црвен крст има само 12 години.